Da crnogorski potomci crnogorskih vojnika u stvari između pilota i kod nas je Dobro утро на сите, благодарам што бевте тука од 8 часот наутро. Денеска ми беше навистина задоволство да го поздравам во име на владата на Република Македонија, министерот за одбрана на Црна Гора, господинот Предраг Бошковиќ. Ова е прва шанса после влезот на Црна Гора во НАТО во име на Република Македонија да го честитам тој чекор, да покажам колку Република Македонија беше задоволна и среќна како дел од овој регион за ваквиот чин. Како држава, навистина, сакавме и бевме задоволни што видовме дека политиката на отворени врати продолжува. Црна Гора побара членство во НАТО алијансата после Македонија, но и покрај сите потешкоти успеа во својата стратешка цел. Тоа е инспирација и за сите нас. Тоа е инспирација за Република Македонија и доказ дека кога стратешката цел е навистина посакувана од сите, кога се знае, кога сме посветени на неа, и таа е достижна. Затоа ја користам и оваа прилика да му честитам на министерот Бошковиќ за членството на Црна Гора во НАТО и да кажам дека Република Македонија е задоволна и заради својата пријателска земја Црна Гора, но и задоволна е заради тоа што знае дека ќе има еден дополнителен сојузник во рамките на НАТО алијансата. Република Македонија во изминатиот период фокусот го стави на таа своја стратешка цел, членството во НАТО, а потоа и членство во Европската унија. Вклучени сме во сериозни реформи, внатрешни, домашни, со кои што ќе покажеме дека Република Македонија верува и го почитува владењето на правото, почитува независноста на медиумите, ја почитува и ја развива битката против корупција и ги исполнува критериумите кои што се сметаат за политички критериуми за членство во НАТО. Се разбира дека нашата стратешка цел, нашата определба сите овие месеци од изборот на новата влада беше да обезбедиме целосно исполнување на критериумите и условите, за да можеме да обезбедиме Македонија да биде 30-та членка на НАТО. Денеска со министерот Бошковиќ имавме прилика да зборуваме и за одличната билатерална соработка во делот на одбраната. Задоволство ни е што и денеска соработуваме на сериозни теми во одбраната. После оваа пресконференција ќе заминеме во Воената академија во Скопје, каде што ќе присуствуваме на чинот на промовирање на питомците на Воената академија, кои не се само граѓани на Република Македонија, таму се и питомци од Црна Гора, и оваа соработка на вистина многу ја цениме. Шансата за граѓаните на Црна Гора да добијат свое образование во Македонија, шансата на македонските граѓани и македонските припадници на армијата да стекнат обука за пилоти на хеликоптери во центарот во Црна Гора и возвратната шанса и за црногорските војници, за нас се голем плюс. Денеска дискутиравме и за можностите за соработка во наменската индустрија, кои што ќе бидат корисни не само за безбедносните сили на Македонија и Црна Гора, туку ќе бидат корисни и за нашата индустрија. Сакавме денеска да зборуваме и на тема регионална соработка, бидејќи како две земји учествуваме во регионалната иницијатива Јадранската повелба, како резултат на која утре во Охрид ќе одржиме конференцијата на министри за одбрана на членките и партнерите во Јадранската повелба и во текот на овој месец ќе имаме и група на експерти кои што ќе заминат за Подгорица за разговори во делот на програмата на НАТО за градење на интегритет. Се на се, резимиравме дека имаме одлична соработка во одбраната, кажавме дека таа сакаме во следниот период да биде и посилна и шансата која што ја доби Црна Гора со заеднички напори да ја обезбедиме и за Република Македонија. Ви благодарам, повели Предраг. Želim i ja da iskažem svoje zadovoljstvo što sam imao priliku danas da budem gost u Ministarstvu odbrane i moje koleginice gospođe Šakrinske.
Mislim da je ona manje više kazala sve ono što smo danas dotakli kao teme za razgovor. Добар ден на сите. Би сакал да повторам истото што го рече министерката Шекеринска, да го изразам моето задоволство што сум денес тука. Ono što želim naglasiti prije svega je da su Makedonija i Crna Gora dvije zemlje koje zaista imaju duboke prijateljske i bratske veze. Ono што сакам да го нагласам денеска е дека Република Македонија и Црна Гора се земји кои што имаат длабоки братски и пријателски врски. I svakako ono nasljeđe koje baštinimo iz naše zajedničke domovine mislim da može biti samo podstrek za unapređenje one saradnje koja je i dan danas veoma dobra. Ono што ни е наследство од нашата заедничка, ono што ни е заедничко наследство, сметам дека може да биде одлична платформа за градење на нашите идни односи. Crna Gora će svakako biti najveći promoter makedonskih interesa u evropskim i evroatlantskim integracijama. Црна Гора секако ќе биде најголемиот промотор на Република Македонија во евроатлантските интеграции. Ne samo zbog toga što nam je Makedonija mila i draga zemlja, Не само заради тоа што Македонија ни е драга земја, već što smatramo da je to u najboljem interesu Crne Gore. туку затоа што сметаме дека тоа е во најдобар интерес на Црна Гора. Jer samo stabilan i ujedinjen region može biti dobra osnova za ekonomski rast i razvoj čitavog regiona, što je nasušna potreba za sve naše građane koji žive u ovom regionu. Само стабилен регион може да биде добра основа за еден просперитетен регион. Siguran sam da ono naše iskustvo koje smo imali u prethodnih nekoliko godina kada je u pitanju naše članstvo u NATO može biti od velike koristi za naše kolege iz Makedonije. Сигурен сум дека нашето искуство во рамките на НАТО интеграциите може да биде од огромна корист за нашите колеги од Република Македонија. I upravo ova posjeta je samo jedna u nizu onih aktivnosti koje želimo da svoje iskustva podijelimo sa našim kolegama iz Makedonije. Оваа посета е само една од низата активности со кои што ќе сакаме да го споделиме нашето искуство со колегите од Република Македонија. I kao što je Radmila kazala, ova posjeta na najvišem nivou je najmanji praktično dio naše saradnje. Како што рече министерката Шекеринска, оваа посета е всушност само еден дел од нашата соработка. Jer mnogo važnije se dešava upravo u saradnji naših armija, naših ljudi zaposlenih u ministarstvima odbrane, gdje se iskustva razmjenjuju praktično na dnevnom nivou. Суштинската соработка се случува всушност во рамките на Министерството за одбрана, каде што експертите секојдневно ги разменуваат искуствата и соработуваат на различни полиња. Ono gdje možemo produbiti saradnju jeste upravo regionalna saradnja i naše dobre odnose prenijeti da budu dobro odnosi čitavog regiona. Она што сметам дека може да биде бенефиција е нашата соработка да биде на еден темел за развојот на односите во целокупниот регион. Siguran sam da će vlada u Makedoniji znati da iskoristi sve ono što su dobre prakse ne samo Crne Gore, već i drugih država regiona kada su u pitanju evropske i evroatlantske integracije. Сигурен сум дека владата на Република Македонија ќе умее да го искористи она што е добра пракса не само од Црна Гора, туку во регионот во своето работење. A siguran sam da i Crna Gora ima mnogo što da nauči od Makedonije. А сигурен сум дека и Црна Гора има многу што да научи од Република Македонија. Hvala. Благодарам.